Следува нашето утринско будење. По утринското кафе се разбира, ово утро се поврзуваме со уште еден наш спортист, маратонец, атлетичар и тренер, ако може така да кажеме, Игор Јакимовски, кој што обично кога комуницираме или во овие утрински минути не е дома, не е на работа, се подготвува веројатно за денешните работни обврски, но на одлично место и тоа во природа, надвор, веројатно со физичка активност и претпоставам дека на кеот на Вардар. Да. Игор, добро утро. Добро утро, Игор. Добро утро. Мислам дека нема поубаво утро од вака да се поздравиме, всушност ти во својата природна работна канцеларија. Инаку ќе потсетам дека твојата кариера офаќа спортски успеси, академски достигнувања, активна улога, како што кажа и во Ивана и во најавата и развој на македонската атлетика. И како тренер знаеш да поттикнуваш, да создаваш баш така некоја нова резолуција кај многумина, така што мислам дека оваа денешна наша динамика и разговор со тебе и ова утринско будење наше ќе биде баш така еден аларм можеби за многумина дека сега во овој момент може да се направат вистински промени. Не сме се слушнале одамна, драго нешто се вклучуваш во утринската програма на Телма. Ви благодарам и на вашата покана. Еве, јас сум токму на кеот. Доста е раздвижен ова сабајле. Мада да бидам искрен, имаше и доста електрични тротинети, ама нема врска. И тоа е некоја физичка активност. Има доста, значи, луѓе од сабајле кои што трчат го користат сега овој утринскиот дел од денот, за да нели после тоа ги избегнат температурите и секако и за оние кои што тренираат малку посериозно и оние професионалци. Ова е вистински момент да се искористи овој дел од денот, бидејќи знаеме температурите до каде отида овие 2 дена, така ќе биде и цело лето. Така, Игор, за тебе нема пречки кога станува збор за временските услови. Кога се слушнавме последно, ми се чини тоа беше некаде во оние зимски денови, кога имаме и загадување и паметам тогаш што прашавме како на загадениот воздух трчаш на кеј, бидејќи тогаш трчаше во овие утрински минути, но ти велиш како ќе се сетираме во нашиот ум, веројатно така и понатаму нели ги креираме нашите ритуали или она кое што представува навика со која што ни започнува денот, а тоа да биде позитивна, конструктивна и која што ќе влијае на нашиот целокупен организам, поточно на нашето психофизичко здравје и веројатно исто така и во овие услови, во повисоките температури. Да, дефинитивно за да се одржаш во текот на целата сезона, треба да си подготвен за секој дел од годината. Нормално дека има и топли месеци и ладни, меѓутоа ние сме веќе на тоа навикнати, што сме подолго во атлетиката, така да нема никаков проблем. Еве, јас и во текот на денот ја очекувам и Теја Божиновска, која што го има последниот тренинг, појак тренинг пред настапот во сабота. И недела има 2 настапи, нашата најголема надош на женската атлетика на средни долги патеки, која што се враќа оваа година на голема врата и да го одработиме и денеска тренингот. Малку ќе биде тешко со оглед на временските услови, меѓутоа тука се гледаат што викаме ние јунаците кога е тешко. Да, само да забележам дали има ичката од Охрид трчат? Да видам само. Како? Дали викам ичка? Да, Охрид трчат, нели? И оваа година одлично поминавте на Охрид трчат. Да, тоа беше последниот настан кој што се случи на атлетската сцена од делот на уличните трки, значи Охрид трчат, 9-то издание, дефинитивно голем бренд на Балканот. Да, баш голем бренд. Да, голем бренд е веќе изграден, големо име, така да Охрид трчат прераснува во еден спектакл кој што го посетуваат скоро сите земји од Балканота и пошироко. Оваа година најдоброто издание се одржа, постигнавме одлични резултати. Дарио го сруши рекордот на патеката и претходно го држеше, меѓутоа одеше уште појако. Теа го освои второто место во генералниот пласман со личен рекорд на полумаратон. Остваривме прво место тимско, каде што покажавме атлетскиот клуб Скопски маратон кој на средни долги патеки и веќе тоа се знае и ние тука не застануваме, така да продолживме со тренирање, бидејќи овој викенд не очекува национално поединечно првенство на Македонија, тука на националната арена ќе се одржи, а има исто така и атлетска, сега помина една атлетичарка, баш ја поздрав, се извинувам вака, сакав да кажам дека следниот викенд не очекува
една многу интересна трка, многу позната трка. Трчаме за Рацин, значи тоа е атлетска трка која што се одржува во Велес. Таму знаете дека од 7 до 17 јуни се одржуваат Рацинови средби во чест на нашиот поет Коста Солев Рацин, и во делот од тие сите активности кои што ги организира општината Велес, градот Велес, и во овој случај атлетскиот клуб Борец и организаторот Трајче Илиевски. Значи се случува и четвртото издание на трката Трчаме за Рацин, каде што ќе настапат околу 500 надпреварувачи. Има и детски категории, има трка на 5 на 10 километри и една интересна работа што се одржува во вечерните часови, еден посебен шмек, и ние одиме секоја година. Ете, во чест на сите тие добри луѓе што ги спомнав пред малку од Велес, од општината, од атлетскиот клуб Борец, и секако во чест на нашиот поет Рацин. Така е. Одлична бројка е тоа за учество на оваа трка. Трчаме за Рацин, она кој што ќе се одржува во Велес, и се разбира одлична иницијатива да се вметне трчањето како физичка активност, речиси, во различни настани во нашата земја или поводи, се со цел нели и да се поттикнат оние кои сакаат и оние кои се разбира можат да учествуваат. Игор, како тренер на нашиот најдобар атлетичар и маратонец Дарио Ивановски, веројатно стратегијата и функционирањето од тренинзите, па и искуството си го прави своето. Со оглед на тоа што Дарио руши рекорди, може ли да прашаме како и на кој начин се подготвувате или кој е вашиот рецепт, формула за успех? Сакав баш да го прашам околу таа спортска ментална стратегија и дисциплина која што особено ја имаш. Какви ментални можеби техники користиш за фокус и самодоверба, не само кај себе, туку да нели како пресликаш можеби тоа и кај Дарио и кај останатите, и што мислиш околу менталниот тренинг кај спортистите? Дали се практикува доволно можеби во Македонија? Баш пред некој период гледав едно кусо даден интервју за Новак Џоковиќ, кога вели дека не може да помине без својот ментален мајстор кога станува збор за големите нели АТП турнири или слични, да речеме Гранд Слем турнири кои што ги има освоено, конкретно без менталниот мајстор во неговото обкружување. Кога си веќе кај него, тоа го покажа тој вчера. Мислам дека надпреварот од Ролан Грос го гледаше со Зверев, каде што тој беше во мал нокаут во првиот сет. И потоа, токму овој момент ти што го кажуваш, значи во останатиот дел од надпреварот, тој убедливо го доби во трите сета, каде што баш тоа го презентираше колку е тој ментално јак. Во индивидуалните спортови, како што на пример тенисот или атлетиката, едно од, според мене, од најважните коцки на тој успешен мозок е токму тоа. Значи, колку треба да си физички подготвен и истрениран, и се толку треба нормално и тој ментален склоп да е на највисоко ниво, значи да си психички многу јак, многу подготвен, да се соочи со сите предизвици, бидејќи едноставно тоа е суровоста на индивидуалниот спорт, посебно атлетиката. Ние на тоа многу работиме, јас посебно на тоа многу работам, и секогаш со било кој атлетичар да работам, тоа го постојано го повторувам и го потенцирам дека тренерот на еден индивидуален спортист треба да му е буквално се, во секој момент, и психолог, и татко, и родител, нели, нормално, свој човек, тренер, буквално... Конекцијата се изгасна. Видам дека ќе го добиеме Игор, имав уште некој прашање за него, да, еве го. Игор, повели? Ме слушате така? Да, сега сме. Повторно сме на линија. Бидејќи сум вака со вас од мобилен и ми звониш нормално телефонот, затоа изгледа се прекина. Без грижи. Значи сакав да кажам дека треба буквално тренерот да е се за еден атлетичар, така да јас во тој дел многу работам и затоа можеби постигнав многу голем успех на тоа ниво, бидејќи секогаш една реченица повторувам и сега ќе ја повторам и сите ми ја знаат таа реченица. За твојот спортист прво и основно треба да си човек, па се останато. Кога ќе кажам треба да си човек, многу работи сум кажал и не треба тоа да го елаборирам. И јас на тоа многу сум посветен, многу работам и секогаш сум со мојот спортист, и кога победува и кога губи, и никогаш не застанувам горе кога е победник и долу, значи да се тргам на страна кога ќе јас сум секогаш со него и во победите, во поразите, и секогаш работиме да секогаш се вратиме токму од поразот на победата. Само тука би искористил ова исто така прилика да информирам спортската јавност, мада веќе ги информирав преку социјалните мрежи, дека Дарио замина во Франција, на југот на Франција, во тренинг камп на ASICS, Фон Тромео, каде што 3 недели ќе се подготвува со врвни европски атлетски имиња. Моментално е без мене, меѓутоа тој знае што прави, што работи, и во тој тим таму може само да добие плюс, бидејќи тоа се врвни атлетски имиња, тренери и така натаму.
се враќа директно во во Словенија на Европско првенство трета лига, каде што на 24 и 25 јуни ќе настапи на тоа првенство и каде што ќе се обиде на 5000 метри да го сруши националниот рекорд. А потоа нашата главна цел за оваа сезона е светското првенство во атлетика кое што ќе се одржи во Јапонија во Токио и токму на тоа светско првенство заминуваме организирано, значи јас и он заминуваме и очекувајте на 15 септември еден маратонски бум, така ќе го наречем. Браво. Одлично. Одлично, многу работи ни најави Игор и многу настани и надпревари пред вас заедно со Дарио. Се разбира, тоа е едно одлично темпо кое што треба да се одржува во континуитет, а вие тоа очигледно успешно го правите. Супер го правите, Игор, Ти браво. благодариме што денеска беше дел од нашето утринско будење и вака можевме да уживаме и ние заедно со тебе покрај кеот или на ова убаво сонце и утро, а кога зборуваме за физичко присуство или во нашето студио, ќе те очекуваме со новитети. Да. Веројатно тоа би било следната сезона, бидејќи минатиот пат ми се чини дека последен пат во студиото беше на светскиот ден на трчањето. Па сега верувам со нови успеси заедно со Дарио ќе може да некако и се видиме во студиото и да ги информираме нашите гледачи. Ви посакуваме успех. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу. Голем поздрав, Игор Поздрав, Екимовски, Игор. наш познат атлетичар и маратонец утрево во утринското будење.